Како што најавивме, време за вестите на Ирис телевизија. Штипските советници денеска има последната седница. Доколку не се направат законски измени, во тој случај на советниците и на градоначалниците, мандатите им завршуваат на 15 мај. До тогаш ќе има плата за администрацијата, наставниците, градинките, ќе се плаќаат и текувните сметки. По овој датум, општините ќе бидат блокирани. Штипските советници од СДСМ на денешната последна седница на Советот присуствуваа и покрај тоа што одговорницата потенцираа дека имале двумење дали да присуствуваат поради актуелната политичка состојба и настаните што синоќа се случуваа во Собранието на Република Македонија. Меѓутоа ставот наш беше да присуствуваме на седницата, да го одработиме нашиот дел и јас сега би сакал овде само да упатам апел за разум на сите оние кои што на било каков начин беа инволвирани и се инволвирани во настаните осинаки. Значи, уште еднашка, мислам дека разумот е она кој што ни е потребен на сите и од тие причини, чувствувам потреба да упатаме таков апел, бидејќи оно што најмалку ни беше потребно после оној црн понеделник на 24 декември 2012 година е уште еден црн датум, уште еден црн четврток, како што се случи синаки. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев се обрати на штипските советници и на јавноста одговорницата, укажувајќи дека согласно законот ова е последна седница која имаат советниците доколку нема измени во изборниот законник. До 15 мај траат мандатите на градоначалниците и на советите во општините. Захариев се осврна на реализираните 400 проекти и на тоа дека во изминатите 4 години општината не е задолжена со ниту еден денар. Не зедовме ниту еден кредит, оврските комплетно ги сервисиравме, вративме, сега ги враќаме кредитот од ЕБОР, преку јавно предпријатие ИСАР. Јавните предпријатија ги зајакнавме максимално. Технолошки способни се да работат многу работи. Сите оние кои сега ќе ви заврши мандатот, дел од вас може би во следниот состав ќе бидат повторно советници, ќе имате можност и прилика да споредувате што е сработено во овој мандат и што ќе се сработи во наредниот период. Според штипскиот градоначалник, ниту една одлука не е оспорена, единствено одлуката за комунален ред за кучињата скитници кои се шетаат низ Штип. Смета дека имал добра соработка со советниците, администрацијата и со јавните предпријатија. Во буџетот вели дека во моментов има 600.000 евра, пари кои се наменети за проекти, а чии тендерски постапки се веќе реализирани. Советниците на денешната 53-та седница има вкупно 32 точки на дневниот ред. Последните случувања во Република Македонија ескалираа со насилство, граѓаните вознемирени, но имаат надеж дека политичките партии ќе најдат заеднички јазик. Не е убаво. Не е убаво. Не. Тоа може на друг начин да се реши, не стопање. Што да кажеш? Не знам. Не е добро. И добро и не е добро. Ја мислам дека не е. Мислам и добро е, бидејќи украдеа не сите пари не ги украдеа, не е добро. Ние клетниците не оставија. Верувам дека биде се уредно. Сека се среден. Ке има малку тензии, нормално, нели, власт на заменување не ја дава. Така да мислам дека ќе легнат работа. Тепачки тоа се реши? Не требаше тепачки сигурно, нели, че не е цивилизацијски сега тепачки се. Уште фали оружје да извадиме, што правиме, ништо не. Значи, мислам дека ќе биде се окей. Ќе биде се окей. Нема проблем ниве. Тоа е за никаде за мене. Али највише се криви нашите македонци. Нашите партии се криви. Да се паметни, да се сложат меѓу себе си, заедно се, а не да се мразат како да е крви душмари. Има ли разврска, што мислите? Не знам што ќе ми, јас се плашам. Тешко да имат нешто добро. Од едните еден план имат, другите друг план и никако. А македонци и те. Сега како да рече ти, говорам да не се македонци, не знам да не се македонци. Не им чини, али секој народ страда од главните наши. Надевам се дека ќе дојде умот на тие политичари што сакаат да редефинират Македонија, ќе се откажат од тоа, ќе прифанат волјата на народот и за да прекине ово, мислам дека нема друг начин освен да се откажат од тие намери. Тепачката добра, тоа да не се деси никош више.
Рударска македонска каменица доби нов дом на културата. Денеска му се одаде и почит на херојот Миле Јанакиевски Джингар, кој загина кај Вејце во 2001 година. Градежните работници понатаму се најнебезбедни на своите работни места, покажуваат статистичките податоци. Речиси 40% од повредите и смртните случаи регистрирани минатата година се токму во градежништвото, рударството и другите индустријски гранки. Градежен работник од Горни Подлог почина откако на работното место падна од платформа на висина од 3 метра. 60-годишниот работник е последната регистрирана жртва во источниот дел од државата. Во февруари со тешки телесни повреди се здоби уште еден 60-годишен градежен работник од Штип, кој при работа падна од скеле. Градежништвото, индустријата и рударството се најнебезбедните професии, покажуваат последните податоци на Институтот за јавно здравје. Односно 42% од регистрираните повреди се токму во овие сектори. Дека е така потврдуваат и од Сојузот на синдикати на Македонија, од каде што алармираат за подобрување на безбедносните мерки. Работодавачот има обврска задолжително да ги информира за сите оние активности поврзани со воведување на нова технологија, на нова опрема во работните места, анализа на севкупната состојба и она што е многу битно за нас, обезбедување на контрола на претседателот на синдикат, кој најмалку 2 пати годишно може да врши контрола и инспектирање на сите работни места, со можност дури и да предложи запирање на процесот на производство. Државната статистика бележи благо опаѓање на бројот на несреќи. Во 2016 година за 27% е намален бројот на повреди на работа за разлика од 2015-та. Но податоците од источниот дел на државата не го следат позитивниот тренд. Бројот на повреди во 2016-та е поголем за разлика од 2015-та. За намалување на бројот на несреќи и повреди на работните места, синдикалците бараат поголеми сигурносни мерки, како и комплетна анализа на работните места направени од страна на работодавачите. Она што е битно и она што е значено, анализите покажаа дека секторите кои се најмногу опфатени со повредите биле градежништвото, понатаму исто така сме бележеле дел во текстилот, дел во земјоделието и во металната индустрија. Но во секој случај, значи, слаба страна во делот на овие анализи покажа дека кај градежништвото имавме поголемо потврлање на безбедносните мерки. Најголем број од повредените се мажи, а интересен е фактот дека најмногу смртни случаи имало во вторник и среда, а најмногу повреди се регистрирани во недела. Барањата за пријавување на штети во општина Штип ке се поднесуваат до 2 мај вторник. Во подрачните единици на Министерството за земјоделство рокот за пријавување е до 10 мај. За 5 дена до Општинската комисија за проценка на штети во Штип поднесени се 345 пријави за обештетување. Вторник е последен ден за поднесување на барања за проценка на штетите во земјоделството по студениот бран кој ги измрзна лозјата и овошките. Од Општина Штип информираат дека оваа недела до комисијата биле доставени 345 пријави за обештетување. Од понеделник до петок во Општина Штип доставени се 345 пријави за обештетување од ниските температури и невремето. Општина Штип ги известува граѓаните дека рокот за поднесување истекува денес, но за да им се излезе во престрет на оние на кои им е потребно уште време за прибирање на документацијата, пријавите ќе се примаат и во вторник, по празникот. Доколку некој има проблеми со документацијата или постапката, слободно може да побара помош од надлежните во локалната самоуправа. Поголем дел од пријавените штети се кај лозови и овошни насади. Само еден пчелар во Штипско пријавил штета во пчеларникот. Апелираме да се пријавуваат штети кои навистина носат финансиски потешкоти и последици за граѓаните, бидејќи евидентирани се пријави за штети на неколку стебла овоши или пак на неколку лозови насади. Пријавувањето на штетите на земјоделските посеви во подрачните единици на Министерството за земјоделство е до 10 мај. Од Штипската подрачна единица информираат за формирани 2 комисии за проценка на штетите во Штипско и Карбенско. Според првичните проценки од терен, над 1200 хектари со овошни насади и лозја во Штипско се уништени 100% од мразот. Најголеми штети се утврдени кај насадите со вишни во Таринци, Љуботен, Целци и Суво Грло и во Балбанско,
Околу 90 хектари лозови насади се измрзнати и во 3 чешми. Во Македонска каменица денеска свечано е пуштан реконструираниот Дом на културата. Ово објект е местото каде што ќе се одржуваат низа на културно-уметнички настани, но и ќе биде доми на културно-уметничките здруженија и на библиотеката. Рударска македонска каменица од денеска има современ дом на културата. На местото на старото кино се изгради објект кој ќе биде дом на сите културно-уметнички друштва во оваа општина, а граѓаните ќе можат да бидат дел од низа на културно-уметнички настани. Со реконструкцијата и надградбата на старата киносала, која што имаше 560 метри квадратни, добивме современ културен дом со површина од 880 метри квадратни. Културата е неодвојив сегмент во градењето на европски модел на општина, сила за зачувување на националните вредности и одличен модел за комуникација, толеранција и почитување на разликите меѓу луѓето. Градоначалникот на Македонска каменица Дарко Митевски на денешното свечено отварање на Домот на културата истакна дека новиот дом е реализиран со средства од Светска банка во износ од 42 милиони денари. Во овој објект кој е современо опремен и уреден ќе биде сместена и библиотеката. Домот на културата ќе биде место и каде ќе се одржуваат традиционалните манифестации. Во последниве неколку години, како што вложуваме во инфраструктурата, во образование, во социјала и спорт, исто така силно вложуваме и во одржувањето на неколку традиционални културни манифестации, а креиравме и низа нови и настани кои што привлекуваат посетители не само од државата, туку и од странство. Жителите на Македонска каменица се задоволни што по низа години добиле современ дом на културата. Тоа значи многу за воеднина, за организирање на нови настани, развивање на културата. Работа која требаше да се случи од поодамна, бидејќи стариот дом беше доста застарен. Има потреба и со здраве да се користи. Ова е еден од капиталните проекти кои што општина Македонска каменица го реализираше на барање на граѓаните, а во мај се очекува да се пушти во употреба и уште еден голем објект во овој рударски град, а тоа е куќата на спортовите. Македонска каменица денес му даде почет на својот херој Миле Јанакиевски Џингар, кој загина кај Вејца во 2001 година. И по толку години болката не стимнува, коментира неговите сограѓани. Со положување на свежо цвеќе пред спомен обележјето, Македонска каменица денеска му оддаде почит на бранителот Миле Јанакиевски Џингар. Јанакиевски заедно со уште 7 припадници на единицата Волци во 2001 година на денешен ден беа масакрирани кај Вејце. Моменталната состојба во државата е причина на скромен начин да се одбележат 60 години од масакарот кај Вејце, истакна градоначалникот на Каменица Дарко Митевски. И по 16 години болката не стивнува, коментираа денес неговите сограѓани. Сите велат дека времето лечи се, дека времето ги лечи болките, но лага е. Раните остануваат и никош не зараснуваат. Човек дојде да закине без причина, без ништо, тоа е жално за нас. Ја сеќам многу длабока болка само во себе во душта и за нашиот македонски народ, што ова младо момче го положил за да брани нашата држава Република Македонија. Каменица е мал град, но има голем херој, истакна Митевски, додавајќи дека општината ќе продолжи и понатаму со разноразни активности да го величи името на нивниот сограѓанин. Од 2 мај почнуваат уписите на првачињата и годинава се бележи помал број на првачиња кои ќе седнат во училишните клупи во септември. Почнуваат описите на првачињата во сите основни училишта. Од општините од Источна Македонија информираат дека уписите ќе почнат од 2 мај за децата родени од 1 јануари 2011 до 31 јануари 2012 година.
Општинските и патронажните служби понатаму бележат тренд на намалување на бројот на правачињата во Источна Македонија. Во Штип, според податоците кои ги имаат општинските служби, годинава во училишните клупи треба да седнат 518 правачиња. Почетната информација, како што реков, од патронажната служба, оваа година е дури помала за околу 50 дечиња кои што се родени во определениот рок. Меѓутоа, конечен список, конечните податоци сепак ќе ги добиеме од службите за водење на матичната книга, кои што се релевантни податоци и кои што ќе ни точно покажат кои деца се одселени, значи заедно со своите фамилии, кои деца се способни да посетуваат образовен процес, значи ќе ги земеме податоците, сите релевантни податоци ќе бидат споредени, па подоцна ќе излеземе и ќе видиме со која точна бројка располагаме за запишување на прводеленчиња. И во Пробиштип секоја година се намалува бројот на правачињата во основните училишта, но таму се надеваат дека годинава ќе имаат поголема бројка за разлика од минатата година. Ние сме оптимисти веќе за разлика од поранешните години, веќе имаме зголемена бројка на ученици, така да минатата година имавме 52 ученика во прво одделение. Сметаме дека оваа бројка ќе ја задржиме, па дај Боже да имаме и поголем број на ученици. Основните училишта во Источна Македонија ги посетиле родителите кои имаат за запишување првоодделенчиња. Се апелира да се почитува реонизацијата и да се запишуваат во најблиските училишта. Потребни документи за запишување се извод од матична книга на детето, потврда за примени вакцини и потврда од стоматолог. А документите се доставуваат до училиштата. И оваа година во Источна Македонија, според првичните проценки, те се формираат паралелки со помал број на ученици. Штипската библиотека почнува со бесплатни курсови по француски јазик. Курсот ќе трае 2 месеци. Започнувајќи од 9 мај, библиотеката ќе започне со реализација на проектот Француски учиме, македонски читаме, култура спојуваме и развиваме. Проектот финансиски е поддржан од страна на Министерството за култура, а е од областа на европските интеграции. Како што најавив, проектот ќе започне на 9 мај со организирање на ликовна колонија, а воедно ќе се реализира и еден проект од меѓународна соработка. Па во текот на цел мај и јуни ќе се одржат низа активности и настани се со една цел – промоција, афирмација на македонската култура, уметност, литература, пред Францускиот институт и во Франција и обратно представување на француската култура, уметност и литература овде во нашиот град. Во рамките на тие активности ќе се одржи и бесплатни курсеви по француски јазик, кои ќе ги држат професори по француски јазик. Па затоа ги повикуваме сите заинтересирани граѓани, ученици и останати да се пријават на нашите добро познати телефони или нашата мејл адреса или пак на Facebook страницата на библиотеката за да учествуваат во овие бесплатни курсеви што ќе се одржат во рамките на овој проект. Општина Штип продолжува со поставување на нов асфалт низ улиците во сите урбани заедници. Улиците Пролетерска и Солидарност ќе добијат нов асфалт со дебелина од 5 см, а инвестицијата е 3 милиони денари. Локалната самоуправа продолжува со асфалтирање на улици во Штип. Улиците Пролетерска и Солидарност треба да добијат нов асфалт за 2 дена, а инвестицијата е 3 милиони денари. Општина Штип врз основа на годишен план за рехабилитација на улиците одвои висина од 3 милиони денари за рехабилитација на улица Пролетерска и улица Солидарност. Во текот на денешниот и утрешниот ден ќе се асфалтираат овие две улици со вкупна површина од 6400 метри квадратни и како што рековме со вкупна висина од 3 милиони денари. Очекуваме за 2 дена да бидат завршени двете улици, со што луѓето овој дел на селото ќе добијат нови улици, веќе оние дупки кои што на самата улица ќе заменат во историјата. Улиците Пролетерска и Солидарност ќе добијат дебелина од асфалт од 5 см. Под рехабилитација се подразбира цело ставање на нов слој на асфалт од вкупно дебелина од 5 см. И во наредниот период општина Штип ќе продолжи да асфалтира улици низ сите градски населби.
Невладината организација Млади Инфо Интернационал денеска на штипските студенти им ја презентираше програмата за социјално предприемништво. Младите имаат идеи да создадат свој бизнис, но им недостасува поддршката. Токму преку програмата на невладината организација Млади Инфо Интернационал се потикнуваат своите идеи да ги реализираат. Оваа организација денеска пред штипските студенти на економскиот факултет им ги презентираше можностите за социјално предприемништво. Правење на мали лаптопи кои се користат за учениците во училиштата, апликацијата за на која болница и на кој човек му е потребна одредена крвна група во Грција се примерите кои на студентите им беа презентирани како примери за социјално предприемништво. Нашата организација Млади Инфо Интернационал, посебно делот кој што се занимава токму со социјално предприемништво, го викаме Social Impact Lab, има за цел веќе неколку години да ги поттикне младите луѓе во Македонија, не само во Скопје, и во Штип и во другите градови, да размислуваат во насока на општествените иновации, на општествените бизниси, односно да го гледаат социјалното предприемништво како една своја можност за понатамошна кариера. Матовска вели дека секоја година Млади Инфо Интернационал во рамките на програмата за социјално предприемништво распишуваат и конкурс за награда за најдобрите идеи. Младите луѓе може да дојдат на нашата веб страна socialimpactaward.mk, да дадат својата идеја, многу едноставен процесот на пријавување на идејата и понатаму пријавувањето трае до 8 мај, би сакала да истакнам и да ги поканам сите ваши гледачи да отворат веб страната и да аплицираат. И понатаму, во текот на летото, доколку нивните идеи се добри, ние бираме 10 најдобри тимови кои што добиваат менторска поддршка, за да понатаму во есен избереме 3 победнички решенија кои што добиваат по 2000 евра од Шпарка се банка. Матовска забележува дека оваа награда е првиот чекор за да младите почнат сопствен бизнис. Минатата година 50 млади луѓе понудиле идеи за сопствен бизнис. Низ проектната активност Младинска активација за локална организација, младите штипјани ќе добијат можност идеите за соработка со локалната самоуправа да ги реализираат во реални активности. Прв проект на Сдруженијето за културен едукативен развој КУЛ Млади, поддржан од Цивика Мобилитас, со наслов Младински активации за локална организација. Проектот е во соработка со Домот на младите. Дом на млади за прв пат соработува со младинската организација КУЛ Младина и навистина е огромно задоволство заради тоа што ќе имаме можност во Дом на млади да реализираме еден проект со кој што младите ќе ги запознаеме повеќе што значи локалната самоуправа и на кој начин тие може да ги поднесуваат иницијативите токму во локалната самоуправа. Проектните активности стартуваат, но главните проектни задачи ќе се реализираат во октомври. Имплементацијата почнува од април овој месец и ќе трае до април следната година, а клучните активности ќе се одржат во Дом на млади во месец октомври со 5-дневна работилница. Таргет група се младите во Штип, каде што ќе се обучат и ќе научат како следи процедурата за аплицирање со проект во локалната самоуправа и самите тие ќе имаат можност да направат проект кој ќе биде реализиран од страна на самиот проект. Во проектот Младинска активација за локална организација е вклучен и Советот на млади од Штип. Со ваков проект младите можат да подобро да осознаат работата на локалната самоуправа и процесот по кој треба да мине определена иницијатива или определено барање од младите за да може подоцна да биде реализирано и за да може нивните соништа да се реализираат. Значи со овој проект ќе имаме повик кај што сите млади ќе имаат можност од 16 па до 29 години да имаат можност да учествуваат во овој проект и со наша помош прво да се осознае како се прави една иницијатива и односно како нивните идеи можат да бидат преточени во иницијатива. Со овие проектни активности младите ќе имаат можност одблиску да се запознаат со работата на локалната самоуправа, да дизајнираат проекти и нивните идеи да бидат претворени во реалност. Апели од полицијата за заштита од крадците, без алкохол на патиштата и внимателно со огнот за разгорување на скарите за време на продолжениот првомајски викенд. Алкохолот е фактор што ја загрижува безбедноста во сообраќајот, но и честа причина за нарушување на јавниот ред и мир, потсетија надлежните.
Полициската пракса покажува дека арамиите не мируваат за време на празниците. Продолжениот правомајски викенд пред нас, отсуството на домаќините кои ќе кампуваат низ летничките места или ќе заминат на подолг пат и прилика која можеби крадците ја чекаат за да ги активираат сензорите. Од тука надлежните апелираат граѓаните да го заштитат домот и својот имот, за кога ќе се вратат дома да не бидат изненадени од посетата на ненајавените гости. Апелираме до сите граѓани пред да ги напуштат своите домови, да ги преземат сите неопходни мерки за заштита на истите од кражби, односно да ги заклучат влезните врати, вратите од терасите, балконите, гаражите и подрумите, да ги затворат сите прозорци, сите вредни работи од дворот, да ги внесат и заклучат во соодветна просторија, а во случај на подолго отсуство, да ги остават внатрешните и надворешните светла и да го остават клучот кај соседот кој останува дома и на кого му веруваат. Да не се фрла смет на јавните површини, на излетничките места по кампувањето, отпадот да се собере и да се одложи на соодветно место. На одредбите од Законот за јавна чистота потсетија надлежните, посебно да се внимава на опасностите од пожар. При палење на огнови за подготовка на скари, предупредуваме на крајна внимателност поради опасноста од предизвикување на пожари. Од аспект на сообраќајот, надлежните апелираат на почитување на сообраќајните правила и прописи, да се внимава на движењето во колона на возила, на претекнувањето, но и на пиењето алкохол. Потсетуваат дека алкохолот е фактор што ја загрозува безбедноста во сообраќајот, но и причина за инцидентите со кои се ремети јавниот ред и мир. Одиме со градскиот пазар во Штип. Денес граѓаните пазаруваа повеќе, се подготвуваа за прослава на празникот на трудот. На градскиот пазар во Штип денес гужва. Граѓаните се подготвуваат за 1 мај. Пазаруваа повеќе од вообичаено. Цените пазарџиите ги оставија слични како и претходниот петок. Добра е потрошувачката, иако нема пензии тие работи, ама за мај за празникот добре. Имат зелката е 20 денари од парче, имаме млатио кромит компир е 35 до 40 денари, а посетуват е 30 денари, зависи од класта. Патлиџани имаме 100 денари од кило, краставичката е 30 денари, лютото е 130 кило или 3 за 20 денари и благото е 100 денари. И салатата е 10 денари и тиквичката е 10 денари од парче. Патлиџани оранжерски 90 денари, краставичката 25 денари, благото пиперче 100 денари, лютото 80, роквичката 10 денари, тиквичката 10 денари, кромичето 10, зелката 20 денари парче, лукчето 10. Штипјани велат дека за празникот 1 мај софрата ќе биде полна, а на градскиот пазар има избор за секого. Се нешто. Краставици, зелка, патлиџани, пиперки и да. Биде ли богата софрата за 1 мај? Да. Желате ли за 1 мај повеќе? Да. Салати, мислам, кромит, салатичка во оно, компири нешто. За 1 мај ќе бидеме на 9 доле. Ќе одеме да прославиме тамука. И се убаво, пазарот е добар. Има се роквици во оно. Најбарани на градскиот пазар актуелните производи за овој период од годината, но и јужното овошје се уште држи цена. Цените денеска на пазаро: домата 80 денара, краставичката 30 денара, благиот пер има 120, има и 100 денара, лютиот 120, зелката е 20 денара парчето, бананата е 6 денара, лимонче 70, портокалова е малку поскап 6 денара, цитрончето 70. Има младо кромиче, лукче, тој по 10 динара, врзаничката. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден. Фудбалскиот надпревар Овче поле Китго Пешчево на барање на домакините ќе се одигра утре сабота во Свети Николе. Останатите средби во рамките од 26-тото коло на третата фудбалска лига Исток ќе се одиграат во недела 30 април, а најинтересно ќе биде во Струмица на ноќниот надпревар помеѓу Беласица и Плачковица од Радовиш. Играчите на Китго Пешчево нестрпливо го очекуваат надпреварот со Овче поле во Свети Николе. Цела недела жестоко тренира под раководство на тренерот Трајче Сенев со цел потполно спремни да одиграат што можат најдобро против реномираниот противник.
На барање на домаќинот овој надпревар наместо во недела ќе се одигра утре сабота на градскиот стадион во Свети Николе. Останатите надпревари ќе се одиграат во стандардниот термин. Мощните ересо ќе биде и во Струмица, каде што ќе се сретат двете првопласирани екипи на табелата – Беласица и Плачковица од Радовиш. Надпреварот покрај неизвестноста носи и атрактивност, бидејќи ќе се одигра во ноќен термин, односно под светлоста на рефлекторите со почеток во 19 часот. Еве ги комплетните парови за ова 26-то првенствено коло. Овчеполе Кидго Пехчево ќе играат во сабота во 16 часот. Надпреварите Василево Малеш, Рудари од 947, Напредок Здраве Радово, Тиверија Слуги од 934, Работик Джумалија Каменица Саса и Беласица Плачковица ќе се одиграат во недела во 16 часот, освен средбата Беласица Плачковица кој ќе се одигра во 19 часот. Почитувани гледачи, веднаш по завршувањето на вестите следува регионалниот магазин Отворено на тема. Гостин на нашиот новинар Зоран Зарински е Шенај Османов, извршен директор на Сдруженијето на правата на ромите Штип. Бидете дел од разговорот во Отворено на тема. Пријатно!